Bine, braći i sestri, proslavime spomenuta Sveta Marija Egipetska, koja ima mnogo specifičan životopis, odnosno žitije. Zato što skoro i da nekoj, barem jaz ne znam, nekoj da ima slično žitije na Sveta Marija Egipetska. Što je to što pravi toliko različno? Dojaјки на патување, значи поклоничко во Ерусалим од Александрија, каде живеела неморлен живот на ова светителка, влегла во храмот на Христа Спасителот, односно на Воскресението, кој е познат во Ерусалим, уште од тоа време, значи. И се обидела да влезе, но некоја сила не ги давала да влезе. Замислете сега како оде да влезот, некој да бе турска не може да влезе во црквата. Така тоа го доживеала Света Марија Египетска при влезот во храмот на Воскресението Христово. И заклучила веднаш, затоа што е недостојна ни таму да влезе. Меѓутоа, нејзиното преумување било преголемо, така што длабоко во себе, не кажала можеби на никој во моментот, одлучила остатокот од животот, таа била млада, остатокот од животот да го помине во пустина, парите, не да го помине во манастир, каде што полесен е животот за разлика од пустина. Туку да го помине во пустина животот. Со таква одлука Господ ја прочитал. Бога не треба некои реферати туги да пишуваме. Господ ги знае нашите помисли, ги знае помислите на срцето. И затоа ја удостоил да се причести, иако првично, значи не и дозволил ни во храмот да влезе, да се причести со тајните Господови. И таа вистина како што помислила, сака и направила, заминала во пустина и сега што се случува, ни ќе знаевме, ни како што и можеби многу светители не ги познаваме какво дело направиле, зашто светителството е во скромноста. Оне кој живее свет живото и не сака да го покажа како денеска што сакаат некои политичари да им покажат како живее. Или овие звезди што се естрадни и треба да го имитираме нивниот живот. Не, таа сакала да се скрие. И успешно кој направила тоа и немало никој да не знае. Ако да то знаеме за не. Ако не сакаше Господ една друга лекција да ни откри преку неа. А тоа е лекцијата за причестувањето. Значи, еднаш се причести Света Марија тогаш кога дојде во Ерусалим, кога влезе во храмот, и од тогаш 30 години, памтите, 30 години не се причести. Ке спомни денески речи, често или ретко причестување. Безсмислено прашање. Еднаш е доволно во животот и секој ден да се причестува малку е за човек. Затоа што причеста не е како што некои мајки во незнаење велат да земи лепче и винце. Не е лепи вино. Причеста е заедница со Господа и Спасителот наш. Исто, ако можеме со други очи да ја видиме, ние ќе ја видиме како присна заедница со Господа. Причета е таа Света Марија Египетска му порачала на Зосима, старец, кој излегувале монасите, значи од манастирот, не можам да се сетам точно името на манастирот, во Светата Четириесетница, во која ние се наоѓаме сега, значи на почетокот, уште на чист понеделник.
излегувале од манастирот и се подвизувале во пустина. Ама со себе земале и од светите тајни, за да се причестуват редовно, како што ние се причестуваме напрежде од свештената литургија. Во среда и во петок затоа служиме прежде од свештена литургија. Значи, не служиме како сега оваа литургија во среда и во петок, во цветата 40-ница, туку служиме од даровите кои ги осветуваме во недела или во сабот или на некој празник ако има. И тогаш со тие дарови се причестуваме напрежде од свештената литургија. Тие дарови од прежде од свештената литургија многу личат како оние запасни дарови што ги оставаме на Велики четврток за да се не дај Боже ако има некој потреба болен човек да се причести, тој во текот на болеста не може тогаш да се служи литургија. Значи од понеделник до петок во цветата 40 не се служи литургија. И не можеме некој да служиме света литургија за некого во тие денови од цветата 40, но можеме да го причестиме. Затоа што оставаме запасни даровите, зачувани дарови, тие се викаат, на Велики четврток, сега на Велики четврток, што ни доаѓа на резултат, ги осветиме свети дарови. И тие свети дарови ги чуваме цела година, за ако има потреба некој да се причести во различни временски интервали, кога не се служи, да кажеме, литургија. Таа му порачала на овој старец Зосим, како знае, ако после 30 години во пустина, тај ќе го знае старец Зосима. Не го знае, но Господ го знае. Ако обшти Света Марија Египетска со Бога, најнормално, а ако и Зосима обшти со Бога, најнормално ќе биде Господ да му каже и да му пренеси на едниот и на другиот. Таја, значи, доаѓа старецот Зосима во пустината и слуша глас. Му вели, не се врти старче, зашто сум жена и кола сум. А таа после 30 години мисле дека имало нешто да се облече во пустината. Со што се иструлело за 30 години. И тогаш старецот Зосима ја симнал расото, тоа го носиме ние свештениците, и не се завртел и го фрлил да се покрие. Се покрила и тогаш Света Марија Египетска му ја открила големата тајна, дека 30 години е во пустина и дека пред 30 години за последен пат се причестила. И ако сака старецот Зосима да ја причести со тајните Господови. Чудо не видено останал старецот. Некојаш ние мажите мислиме дека е поголем подвиг да вам од жените. Повеќе постиме, повеќе се молиме. Меѓутоа, овај пример на Света Марија Египетска сите нас не побива. Јас не сум слушнал маж кој направи поголем подвиг од оваа жена. Затоа и црквата ја слави во петта недела од светата 40-ница. Зашто е пример и за мажи, и за жени, и за деца, и за сите е пример оваа светителка. И таа, Света Марија Египетска, му ја раскажала животната приказна. Така ја дознаваме ние. Ние немаше ништо да знаеме за Света Марија Египетска, ако не му пренесеше на Зосима. Му кажа дека пред 30 години последен пат се причестила. И сега, ако ги носи светите дарови, светарецот Зосима, сите знаат дека монасите
во тоа време се причестувале многу редовно. Една служба која до денес е останата, се вика изобразителна. Била служба само за причестување. Молитви кои ги читале оние кои оделе еве вака во пустина, земајќи честица од телото и крвта Христови, за да се причестува. И сега што е најчудното? Најчудното е до година, и тата година, значи старецот за да се повторно идлегол во пустина, зашто тоа било обичај на сите во манастирот. Кој ќе дојде црква 40-ница, да излезат и да помина црква 40-ница во пустина. И тој излегол и отишол на истото место, сметајќи дека ќе најде светител. Оваа жена која сигурно и тогаш е сметал за светителка. Зашто 30 години во пустина живее само со Бога. Тоа може само светител. И кога отишол на истото место ја нашол упокоена. Ама не се упокоела Света Марија Египетска по некој ден од годината, туку истиот ден кога се причестувала, ги примила тајните и зарнер животот завршува, зашто ништо нема поважно од тоа да се причести човек во текот на животот. Повторно ќе го споменем тоа дали е еднаш или 100 пати или 1000 пати пред Господа е исто, зашто желбата која еднаш ја покажуваме, ќе ја покажуваме 1000 пати. За нас е добро често да се причестуваме, зашто честото причестување подразбира и редовно подготовка. Ние, за да дојдеме на причест, треба да се подготвиме, не може туку така од улица и ајде, сега ќе одиме да се причестуваме. Да вие знаете сите дека не можеме најадени да се причестуваме. Туку гладни се причестуваме, се вели на ташки, на гладни. Доручкуваме са бајле, па после да дојдеме да се причестиме, зошто? Му смета велите на Господа дали сме јадени или не? Не. Туку ние за нашата хиерархија ќе ја на живот поставуваме нешто што е важно и велиме немаме поважно од причест. Затоа тоа прво ќе биде. После ако доручкуваме, ќе доручкуваме, а можеме дури без доручок да преживееме. Ама да се причестиме на гладно ќе дојде. Сега ќе рече човек, што ни прави нас причест? Ни прави тоа што ни прави една хиерархија во животот. Колку луѓе имате околу вас, што ги познавате веројатно, што немаат хиерархија во животот. И затоа се и ние измешаме. А овој начин благочестив живот во светите тајни не прави сите да бидеме иерархично распоредени во таа структура на црква. И тоа е, браќи и сестри, многу важно. Денеска некои прават разговор за тоа колку пати треба да се причести. Така и уште во времето на Свети Василий Велики тоа прашање го поставиле. А Свети Василий им одговорил, ние се причестуваме 4 пати во седмицата. Во вторник, во четврток, во сабот и во недела. Со други зборови, секогаш кога служат литургија, се причестуваат, затоа што тоа е потполно заедница со Бога. Значи, учествуваме во животот на црквата, ама не само идеолошки. Учествуваме и потполно, ние сме и материјални битија. Не сме само идеолошки битија. Значи, учествуваме со тоа што заедничариме со Бога. Причест е црквено-словенски збор кој значи стануваме честица од едното, од целината, од целото. И така треба да го доживуваме, дека ние со тоа што се причестуваме,
на виду, со леп и вино, со видливи леп и вино, кои се тело и крв Христови, ние се причестуваме со самото, односно стануваме во единство со Бога. Тоа значи нашата декларација дека сакаме да се причестиме со Бога. Сега, кога сме едно со Бога, може некој да не раздели вештачки, да не оддели од тоа тело Христово. Не може на сила. Обид може да прави нечестивиот до безкрај. Меѓутоа, толку е присна врската, толку е силна врската меѓу нас и Бога, кога се причестуваме, што не е возможно да не оддели. Може да направи одредени штети, неговата упорност да ни наштети, ама не може потполно да ни наштети. Ама не прави борци, не прави како Света Марија Египетска, која само затоа што е борец успеала да издржи 30 години во пустини. Кој може друг да издржи 30 години? Па 30 години не може човек во најудобни, што се вика, палати да издржи, ќе сакам курде малку нешто да промени. А камо ли 30 години во пустина? Такви примери имаме во живот. И затоа сме ние најбогата црква. Ние може материјално, а не сме многу богати православни. Ама по духовноста нема по-богата црква, зашто сме ги усвоиле и присвоиле. Тоа значи присвоиле, како наши ги читуваме овие примери на цветителскиот живот. Кога тоа е наша замислета, исто како секој од нас, сега, 21 век сме, како да живеел 21 век. 21 век и уште некоја година која не е дадена, стотина години, толку ќе живееме. Кој е искуството човек што го има 21 век, а кој е искуството што го има 21 година човек? Значи, искуството не прави бесплатно. Затоа и можеме во црквата да се однесуваме така и треба да се однесуваме така слободно. Слободно, не анархично, слободно одговорно. Ние сме слободни битија, ама и одговорни битија. Не можеме да правиме што сакаме, не само во црквата. Можеме да правиме што сакаме и дома, не и угодно пред децата, пред родителите, да правиме што сакаме. Зашто? Ама затоа имаме добри показатели, вакви се нашите учители во црквата, какви што денес ја славиме светителката Света Марија Египетска. Тоа ни покажува дека имаме нов начин на постоење. Што може, иначе, Света Марија Египетска, ако размислува како некој од нашето современие, што размислува, дека дај, јади, пи сега, од сега ти е животот, си мисле некој. И ќе останеш без тоа, ако не го завршиш истото во текот на еден живот. Меѓутоа, Света Марија Египетска не мисли така. Таа вели, подвизувај се овде, ако можеш 30 години, не јади што ќе сакаш да јадиш, туку јади оно што ти дава пустината, тогаш ќе бидеш голем пред Бог. И така и сваѓа. Колку векови последни настанот на нејзиниот подвиг ја славиме Света Марија Египетска. А колку луѓе кои, што се вика вчера и завчера починале, не ги ни познаваме. Това е големина. Големината на подвигот во црквата е тоа. Затоа ја нагласуваме нејзиното значење, нагласуваме нејзината смисла, и
се учиме од животот на таквите примери како што Света Марија Египетска. Нека ни даде на сите браќи и сестри Господ да го поддржуваме подвигот со сила и ревност која доличи и приличи на луѓето кои се во црквата. Нека покажеме и ние доволно одлучност да постапуваме барем приближно. Не можеме можда исто. Како Света Марија Египетска, меѓутоа приближно да бидеме одлучени. Не за тоа дали ќе одиме во пустина. Сега не одат луѓето во пустина, не живеат во пустина, не се подвизават во пустина. Меѓутоа, обликот на подвигот не е многу поразличен. Дали се бори човек со себе, или се бори со ѓаволот, или се бори со околината, слично е да не речам исто како и во минатите векови. Нека Господ ни даде сили да издржиме во тој подвиг и да се покажеме достојни чеда на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Amen.